Добро вечер, почитувани слушатели. Вие го следите најновото издание на емисијата Филибастер. Наш вечерашен гостин е пратеникот Антонио Милошовски. Добро вечер, господине Милошовски. Добро вечер, благодарам за поканата и поздрав до слушателите. Вие како политичар имате голема тежина, бевте и поранешен министар за надворешни. Ово го спомнувам од аспект на најголемата афера што ја тресе нашава држава последниве години. Тоа е оној скандал со делење патни исправи, пасоши на странски државјани со македонски идентитети, луѓе кои што се, слободно би можел да кажам, во оние мафијашки кругови, тешки имиња, што тежат десетици, неколку милиарди долари. Еве да ве прашам, може би проценил некој од власта или не знам дека ние како држава немаме доволно силна мафија, па сме решиле да натурализираме мафијачи. Па јас сега ако човек сака малку да карикира, би кажал дека актуелната влада е компетитивна во делот на мафијашки дејствија, но во секој случај тоа што се случувало со делењето на македонски пасоши, со украдени постоечки идентитети на македонски граѓани е голем скандал. Прво за нашата држава, граѓаните преку овој скандал гледаат дека нивниот идентитет не е заштитен и може да биде злоупотребен. Ние гледаме дека Седат Пекер од Турција, познат мафијаш во регионот, гледаме дека Валид Иса од Италија и многу други наркобосови добивале патни исправи со македонски идентитети и тука се поставува едно големо прашање, односно дилемата е колку е безбеден македонскиот систем на издавање патни исправи. Затоа што Македонија ужива визна либерализација со Европската Унија врз основа на изградената доверба дека е добра граничната контрола во Македонија и дека се заштитени патните исправи како такви. Ако некој ви го пробие тој систем, или ако тој систем е организирано пробиен од самата држава, вие веќе не станувате партнер на земјите членки на ЕУ, туку станувате сива зона во која што голем број на мафијаши може да најдат свое прибежиште и да ги избегнат сите оние потерници кои што ги издала Италија, Германија, Интерпол, Европска Унија или други држави во светот. Затоа сметам дека овој скандал треба да биде дефинитивно расчистен целосно, со темелна истрага. Ние во моментов знаеме дека се издадени 214 македонски пасоши на странски државјани, претежно наркобосови или луѓе кои што еве гледаме дури биле ангажирани во ИСИС, во терористичката група во Сирија, но тоа расчистување е пожелно за да не ни се случи проблем со визната либерализација кон земјите членки на ЕУ. Втората работа која што сметам дека е голем хендикеп за Македонија, ова за државата ќе представува дополнително сериозно нарушување на имиџот на Македонија во очите на Брисел како центар на Европската Унија, но и во очите на НАТО како организација каде што безбедноста е еден од клучните столбови, а овде станува збор за токму тоа безбедност од организиран криминал со трговија со дрога и лидерите и босовите на овој организиран криминал со дрога. Затоа сметам дека освен кривична, законска одговорност за овој случај мафија и издавањето на лажни патни исправи со украден идентитет, треба да има и политичка одговорност. А таа во моментов ја носи министерот за внатрешни работи, бидејќи тој е одговорен за тоа што му се случувало од 2017 година до денес. По сите овие низа скандали и афери, премиерот Заев изјави дека министерот за внатрешни требало да добие ордер за својата работа. Јас слушнав таа изјава дека министерот за внатрешни работи требало да добие награда, но јас не се сложувам. Мислам дека за ваков скандал во нормални држави министерот за внатрешни работи од морални причини во најмала рака би си поднел оставка. Постојат две причини за одговорноста на Оливер Спасовски како министер за внатрешни работи. Едната е доколку знаел
дека се случува, се одвија ваква операција во изминатите 4 години, каде што преку 200 пасоши се издадени, тогаш носи одговорност политичка и треба да поднесе оставка. И втората причина може да биде заради друга ситуација, што доколку Оливер Спасовски не знаел. Ако Оливер Спасовски како министер за внатрешни работи не знаел дека некој го пробил системот и издал 214 патни исправи на наркобосови од регионот и од светот, тогаш неговата политичка одговорност е уште поголема. И јас не би се задржал само на издавањето на пасошите, тоа е вториот голем проблем, но првиот голем проблем е нефункционирањето на системот на гранична контрола. Затоа што вие имате човек како Валид Иса Камаис, кој што е втор човек во италијанската мафија, задолжен за транспортот на кокаин од Бразил кон Западна Европа, човек по кој што е распишана потерница не само од Италија, туку и од Интерпол, и тој човек успева во 2019 година да влезе во Македонија, да извади патна исправа и да излезе од Република Македонија со лет кон Турција. Тоа значи дека вие, наместо да бидете сојузник на Италија и на Интерпол, и да го приведете овој човек и со тоа да покажете дека имате капацитет, како држава, вие станувате сива зона во која што вториот наркобос во Италија влегува без да биде откриен, успева да добие пасош и излегува. А за да влезе некој преку граница, преку аеродром или граничен премин, тоа не може да му го овозможи обичен полицаец. Тоа не може да му го овозможи обичен службеник. Тоа претпоставам се случува преку оние VIP влезови. Доколку ваква, условно кажано, крупна мафијашка појава, како Валид Иса Камаис, он кој што добил пасош на македонско име Таќо Вурмо, сака да влезе преку аеродромот во Петровец, каде што слетал, тогаш мора да имал логистика на самиот аеродром, да го пренесат преку VIP излезот, без да биде контролиран, за да не биде уапсен, а за да го направи тоа некој граничен службеник од полицијата, тој мора да има налог од повисоки структури кои што ќе му дадат таква задача. Инаку на своја рака не верувам дека некој би можел да ја изведе ова операција за еден така познат криминалец, незабележено да влезе во Македонија, да добие патна исправа и на таков начин да му избега на Интерпол и да избега на Италија. Еден од оние украдени идентитети на наш соуграѓанин, јас лично како новинар преку некој канал искомунициравме. Човекот живее во странство, меѓутоа еве го искрено се плаши од тоа какви реперкусии ќе има по него, бидејќи веќе по тој документ е поминато друго лице кое што не знам, може би има отворено банкарски сметки, може би има направено и убиство со, нели, ако се сеќавате случајот во Украина, каде што се појави како информација дека македонски државјанин, човекот ќе си ја бара правдата преку судовите, веќе си бара и адвокат, ќе ја тужи, што држава ќе бара милионска оштета, што е сосема нормално. Меѓутоа, оној друг аспект околу визната либерализација која што има Македонија, како ќе се одрази ова? Прво, се чини дека веќе многу се искомплицирани работите. Мислам дека ова ќе нанесе во најмала рака сериозен сомнеж и недоверба помеѓу македонските власти задолжени за гранична контрола и безбедност на патните исправи и Директоратот за внатрешни работи во Европската комисија, кој што е надлежен за миграција, патни исправи и безбедност на визниот режим. Дека овој директорат, Генерален директорат за внатрешни работи, не е било кој директорат, говори и самиот факт што него го предводи комесарка која што доаѓа како предлог на Француската република и самото тоа укажува колку е важна оваа проблематика за Европската унија и за самата Франција. Според мене, власта, доколку сака да бидат реперкусиите што помали од овој скандал, би требало подитно
Министерството за надворешни работи и Министерството за внатрешни работи да испратат покана до експертски тим од Директоратот за внатрешни работи на Европската комисија да дојде и да учествува во една темелна ревизија на овој скандал. Гледам дека власта не е расположена во овој момент да го направи тоа, веројатно затоа што се плашат дека на тој начин ќе се открие како била разработена оваа шема и до кое високо ниво во раководните структури стигнувале тие конекции за пробивање на системот на издавање на патни исправи и изигрување на безвизниот режим со ЕУ. Но колку повеќе се одолговлекува тој момент на давање можност на Европската комисија да направи увид, толку повеќе ќе расте недовербата кон Македонија и тоа може да на крајот да има и политички, но би рекол и визни реперкусии за сите македонски граѓани и цената на пробиениот систем и злоупотребата на издавањето на патните исправи да не ја плати само еден или двајца политичари, туку да ја платат сите македонски граѓани со одреден, би рекол, ризик за суспензија на безвизниот режим. Затоа сметам дека Македонија треба сериозно да ја свати оваа проблематика, бидејќи безвизниот режим не е даден еднаш за секогаш, туку е состојба во која што во Европската Унија е предмет на надзор најмалку еднаш годишно. Европската комисија си има своји безбедносни агенции кои што со сите земји кои што уживаат безвизен режим им прават одредено досие и надзор и гледаат како функционираат тие држави и најмалку еднаш годишно ја известуваат Европската комисија, Европскиот парламент и Советот на Европската Унија за поведението на земјата која што ужива безвизен режим со ЕУ. И мислам дека ова нема да помине незабележано. Бројката на 215 издадени патни исправи е голема. Лицата кои што ги добиле овие патни исправи се лица по кои што најчесто се распишани потерници од страна на земји членки на ЕУ или на Интерпол и сметам дека ваквата злоупотреба ја загрозува не само безбедноста на Македонија, туку ја загрозува и безбедноста на борбата против организираниот наркокриминал во самата Европска Унија. И затоа сметам дека Македонија треба најсериозно да го свати овој проблем, владата да си ја признае грешката, да се понесе политичка одговорност, а во меѓувреме да се покани ЕУ да направат заеднички увид македонските власти, Европската комисија, Интерпол и сите други кои што имаат конекција со оваа проблематика, за да може да се санира системот и ова да не смее да се злоупотреби во иднина. Бидејќи ваквата злоупотреба може би за некого била материјален бенефит, може би за некого била трговски бенефит, може би некои имали политичка или лична корист од издавањето на вакви патни исправи со украден идентитет, но за Македонија генерално ова е голема штета за имиджот и за довербата на која што почива безвизниот режим. Македонија во 2009 година ги исполни условите за безвизен режим со Европската Унија, не беа лесни тие услови, и тие услови се темелат на три столба. Првиот столб е контрола на влезот на граница, граничните контроли. Вториот столб е безбедноста на патните исправи и начинот на нивното издавање. И третиот столб е меѓусебната доверба на земјата која што е даден безвизен режим и земјите кои што се членки на ЕУ и го овозможуваат тоа безвизно патување на македонските граѓани кон ЕУ. Мислам дека првиот столб, влезот и граничната контрола е сериозно загрозен, се гледа дека не функционира, а исто така и вториот столб, безбедното издавање на патни исправи на легален начин е загрозено и злоупотребено. Ќе кажам не само за наркобосови, туку за жал и за одредени радикални структури против кои што и Европската Унија, и НАТО, и Македонија, и земјите од регионот се борат и се на иста страна. Таков е случајот со пасошот кој што му бил издаден на Фитим Дема, државјанин на Косово, кој што бил осуден од судот во Приштина за учество во странска војска во Сирија, бил член на ИСИС и бил еден од помошниците на
така наречениот командант на ИСИС кој што доаѓаше од Косово, Лјавдрим Муџахери, и албанските власти во 2019 година го фаќаат на пристаниште во Валона преку препознавање на ликот на патната исправа која што за жал била издадена од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. И затоа сметам дека ваквото поведение на Македонија представува ризик и за безбедноста, не само за македонските граѓани, туку представува ризик и за регионалната безбедност каде што овие радикални структури би можеле да оперираат, а се разбира и за земјите членки на НАТО. Ај уште едно прашање на оваа тема околу она дипломатско-конзуларна мрежа на нашава држава. Ние сме членка на НАТО. Голем дел од овие наркобосови доаѓаат од држави кои што се членки на НАТО. Ние како држава немаме представник во Брисел. Немаат на кого да споделат информација. Ние како држава немаме ниту амбасадор во Соединетите Американски држави, ни Москва, ни Пекинг, ни Белград, ни Софија. Некако влегуваат сомнителни луѓе, да, оние да ги најдат таму, нема ни кого да повикаат од нашата амбасада, ние немаме амбасадор таму и да му ги приложат тие документи. На пример, спомнавте неколку држави, тука јас би ја додали Италијанската република. Македонија се уште нема амбасадор во Рим, нема амбасадор во Белград, нема амбасадор во Вашингтон. Амбасадорот во НАТО е упатен, но нема воено лице, старешина, безбедњак, условно кажано, во НАТО, бидејќи 2-3 старешини беа одбиени заради неисполнување на критериуми за безбедносен сертификат и тоа представува дополнителен хендикеп за Македонија. Прво, долгогодишното немање на амбасадор во Вашингтон е на некој начин знак на, може да се протолкува дипломатски како знак на непочитување на земјата домаќин. Кога вие најголем стратешки партнер на Република Македонија. Најголемиот стратешки партнер и исто така највлијателната земја членка на НАТО алијансата, и кога вие немате 3 месеци, 6 месеци, 1 година, во ред, тоа може да се толерира до некаде, затоа што има некој избор, има некои согласувања, но кога веќе 3 години немате амбасадор во Вашингтон, тоа за вас остава слика на држава која што не може да си ги препознае стратешките партнери и своите интереси, и во најбитното дипломатско место во светот нема човек кој што ќе може од прва рака да споделува информации во интерес на Македонија и да добива информации кои што се во интерес на државата и на билатералната соработка. И затоа сметам дека ваквото непополнување на дипломатската мрежа е само уште еден показател за слабата функционалност на владината коалиција. Моите информации говорат дека станува збор за одредени, би рекол, коалициони, внатре-владини неусогласености за тоа кој треба да биде амбасадор во Вашингтон. Видовме дека премиерот Заев се обиде тука да протурка свое решение, веројатно затоа што му должи одредени услуги на професорот Фрчковски, но неславно заврши тој обид со самото тоа што немаме амбасадор, немаме ни представник во Обединетите нации. Нема ни представник во Обединетите нации. Знам дека за таму имаше одредени калкулации да оди кадар на ЛДП, на коалициониот партнер, но веројатно и тука има некои недоразбирања, но како и да е. Настрана од меѓувладините коалициони недоразбирања, штетните последици со тоа што Македонија нема амбасадори на клучните позиции ги трпи државата. Бидејќи вие кога немате амбасадор на такви битни дипломатски места, вие едноставно ја пропуштате шансата да дојдете до важни информации за Македонија. Без разлика дали се тие од здравствениот сектор, дали се тие поврзани со вакцините, имунизација, дали се од безбедносен карактер или се економски прашања, инвестициони прилики, самото неиспраќање на амбасадор ве прави несериозен во очите на меѓународните организации и на државите каде што немате ваш прв човек на амбасада. Тоа е еден од
постулатите на држава кој што слободно може да се каже дека е нефункционален. И тоа има уште еден, оние безбедносни структури, тоа е изразен преку Министерството за внатрешни работи. Последниот период сме сведоци на неколку полициски акции за заплена на дрога и голема количина на пари, кои што се одвиваат под насока во соработка со американската служба DEA. Толку ли не е функционална нашата држава да не може да спроведат сами акција? Тоа што гледаме дека началник на полициска станица иде пратња да обезбедува возило кое што шверца марихуана. Да. Јас, еве, не би одел подалеку, би направил само компарација на два примери. Една полициска акција без учество на Американската агенција за борба против дрога, DEA, таа беше полициската акција поврзана со Грчец. Јавна тајна е во градот Скопје, но и пошироко, дека во таа област и во главниот град функционира една добро организирана група за трговија и шверц со дрога, која што не завршува само во Скопје, туку си има и свој регионален пласман. Полицијата и обвинителството спрема и најавува акција и дадоа едно големо име, планина, дека се очекуваше дека тука ќе бидат фатени главните наркобосови кои што оперираат во главниот град и во регионот, но за жал видовме дека акцијата која што МВР спроведе самостојно беше пробиена и на крајот со пријави завршија некои маргинални извршители во таа група, додека главните наркобосови од оваа група се на слобода и ниту беше запленета поголема количина на дрога, ниту беа уапсени клучните играчи на ова домашна, би рекол, македонска наркомафија. И со самото тоа МВР покажа дека нема капацитет самостојно да спроведе акција, односно кога ги спроведува тие акции, внатре во самото МВР има луѓе кои што ги предвремено ги предаваат, условно кажано, тие информации, ги споделуваат со овие организирани групи за трговија со дрога и на крајот резултатот е немате уапсени крупни риби и наркобосови кои што се дел од организираниот наркокриминал. И втората акција како споредба беше акцијата во Прилеп и околината, каде што според информациите кои што ги имаме, главниот дел на акцијата го воделе американски офицери и агенти кои што припаѓаат на DEA, на Агенцијата за борба против дрога, и дека македонската полиција била известена откако веќе се било подготвено и самата акција била пред свршен чин и требало само да се финализира незината реализација и гледаме дека тука реализацијата е ефикасна. Што значи тоа? Тоа значи дека кога македонското МВР самостојно спроведува акции, истите не се успешни бидејќи МВР нема доволен капацитет и во самото МВР за жал се инфилтрирани на одредени битни позиции старешини кои што имаат соработка со луѓето кои што организираат трговија со дрога, а кога имате акција организирана од американската DEA, тога се гледа дека реализацијата е ефикасна и не може да им избега ниту командирот кој што е назначен од самата власт, од Министерството за внатрешни работи, командирот на полицијата во Прилеп. Инаку само за подсетување, 2017 година, кога општина Прилеп го предлагаше Кире Чипсио, како што е и неговиот познат прекар во Прилеп за командир на МВР Прилеп, ВМРО ДПМН и советниците укажаа дека тој не ги исполнува формално критериумите да биде командир на полициска станица, бидејќи има некоја сомнителна диплома добиена од факултет во Струга со 180 бодови. За да бидете предложен од општински совет за командир на МВР на било која општина, треба да имате најмалку 240 бодови образование. Но тогашниот председател на
Советот на општина Прилеп, денес пратеник од СДСМ, Миле Талевски, инсистираше дека Кире Чипсио е најдоброто решение за командир на полициската станица во Прилеп и гледаме зошто го протежирале. И начинот на кој што тој ноншалантно би рекол, Транспортот на дрогата бил во сигурни раце. па бил во сигурни раце, се до пред некој ден и гледаме дека вие знаете кој во Македонија се залага отворено за легализација на бизнисот со марихуана. Значи не збориме за употреба на марихуана од поединец, не збориме за употреба на масло од канабис за медицински цели. Збориме за бизнисот со марихуана. Луѓето кои што најмногу во собрание дошле и го бранеле овој проект се Зоран Заев и Венко Филипче. Во претходниот мандат дури стигна во Македонското собрание предлог за легализација на бизнисот со марихуана со европско знаменце. И откако пратениците на ВМРО ДПМН направија голема узбуна околу таквиот пристап, владата го повлече тој закон, па сега се обидува на регуларен начин да го вметне во процедура и оној кој што го бранеше во минатиот мандат беше министер за здравство Филипче, а оној кој што сега при формирањето на новата влада го представи тој проект како многу корисен за Македонија беше токму премиерот Заев. И со самото тоа добивате одговор на прашањето зошто Кире Чипсио бил командир на МВР Прилеп. И начинот на кој што тој се однесувал со возило да биде претходница на комбето во кое што се превезува повеќе од 200 кг марихуана, покажува дека тоа веќе станало рутина. И тоа било начин на прибирање на големи средства, нелегални средства, на кеш, затоа што таа марихуана не се продава со фискална сметка. И тој кеш, потоа еден дел се дели помеѓу налогодавците и извршителите, а еден дел од кешот останува за подкуп на избори. И затоа и говоревме на претходните избори дека имаше многу забележани случаи, вклучително и во Прилеп, каде што МВР беше дел не од тие кои што разоткриваа подкуп на гласачи, туку МВР беше покровител на дел од подкупот на гласачите што се случуваше во Прилеп и во многу други општини. И затоа сметам дека ова е уште еден скандал, а самото действување на DEA, на Американската агенција за борба против наркотрговија, покажува дека тие процениле дека македонските власти немаат капацитет самостојно да се борат против организираниот криминал со наркотрговија. И затоа сметам дека ова е уште еден знак дека македонската влада ги има девалвирано институциите кои што треба да се борат против наркокриминалот. И за жал, добар дел од официјалните лица, од старешините кои што се вработени во институциите за зачување на редот, на законот за борба против криминалот, станале соработници, ако не и организатори на самиот криминал. Ги споменавте министерот за здравство Венко Филипче и премиерот Зоран Заев. Во моментов е актуелен во држава третиот бранот на корона пандемија, најопасниот до сега. Секојдневно животите ги губат 40 па и 50 наши сограѓани. Дека се ова се случува и ние од почетокот на месецов имаме преку 400 починати, ние ги видовме на снимки како премиерот и министерот за здравство си прават тур де Македонија со мотори. Колку е тоа одговорно што го прават? Според мене премиерот Заев ги повикува македонските граѓани да седат дома, за него отвараат хотели. Отклучуваат хотели. Според мене многу е неетички власта да донесе уредба со која што им забранува на медицинските лица, лекари, медицински сестри, специјализанти и други да користат годишен одмор, и имаме лекари и медицински сестри кои што повеќе од година дена не искористиле годишен одмор, а истовремено главните соработници на премиерот да одат на годишен одмор на луксузни дестинации како што се Мексико или Дубај. Тоа е едниот аспект. И вториот аспект е кога имате кризна состојба и кога
секој час во денот ви е битен колку луѓе ќе се спасат, колку вакцини ќе набавите, колку кислородни боци ќе обезбедите, колку доволна обука ќе направите на следен персонал на медицински сестри или лекари, тогаш е неодговорно вие луѓето да ги советувате да останат дома, а вие јавно да се занимавате со да си го терате вашето хоби на возење на мотокрос низ државата. Сметам дека не е етички од страна на првиот човек на здравството и првиот човек на владата да си тераат хоби додека државата во услови на прогласена кризна состојба секојдневно брои жртви, нови заразени и нови отпуштени илјадници луѓе кои што ги изгубиле своите работни места. Не е етички да ги затворите сите кафани и тоа да важи за Скопје, тоа да важи за обичните граѓани, тоа да важи за Тетово, за Прилеп, за Велес, а таму каде што ќе појде премиерот или министерот за здравство специјално да се отвори хотелот и да има за нив привилегија тие да уживаат во таквите повластици, и затоа ценам дека со ваквото однесување само може да расте недовербата на граѓаните кон власта, затоа што власта проповеда борба против пандемијата и бара од народот дисциплина, а првите луѓе на владата не ја покажуваат дисциплината која што ја бараат од граѓаните, и гледаме дека секој ден имаме извештаи колку граѓани се казнети за неносење маска, за нарушување на полициски час и за се друго, а го имате премиерот и министерот за здравство кои што си прават моторели хоби низ Република Македонија во време кога многу семејства навистина тешко се справуваат и семејно и економски, за жал некои со човечки жртви во оваа пандемија. Во време кога Македонија се уште нема набавено ниту една вакцина. Се што добивме до сега е од донација. Се што Македонија добиено од донација, од Србија, од Ковакс, од Русија и така. Вклучувајќи околу 10.000 македонски жители кои што се вакцинираа во соседна Србија. Па и тоа беше донација, бидејќи Србија ги отвори вратите и на крајот од криштата луѓето кога гледаат дека земјата каде што се здравствени осигуреници не им овозможува да го остварат своето здравствено право и да се им имунизираат во Македонија каде што плаќаат данок на здравството, тогаш сосема е легитимно и оправдано за поединец или за семејство што тоа го направиле во соседна Србија, која што ги отворила вратите и понудила одредена помош од ваков аспект. Но она што според мене е загрижувачки е што имавме изјава на премиерот Заев за едно интервју каде што беше прашан дали е точно дека Србија и Грција понудиле на крајот на минатата и почетокот на оваа година да ги вакцинираат сите медицински лица од Македонија. Тој кажа дека имало таква понуда од Србија и од Грција за вакцинирање или во Врање, или во Ниш, или во Солун, но кажа дека е прашање на достоинство и затоа тој и министерот Филипче таквата понуда ја одбиле. Но ние гледаме дека тоа така наречено достоинство многу медицински лица го платија со своите животи. Пред 2-3 недели, за жал, прочитавме вест дека беше почината една докторка од Охрид. Пред само еден ден-два почина една докторка од Гевгелија, пред неа исто така имаше незина колешка од Гевгелија, и да не споменувам, имаше од многу градови медицински лица кои што беа или медицински сестри или лекари кои што ги загубија своите животи борејќи се со оваа пандемија, а ќе беа во многу посигурна ситуација доколку навремено беа вакцинирани, бидејќи се тие на првата линија на фронтот во борбата против пандемијата. И затоа сметам дека Венко Филипче и Зоран Заев со недејствување и неовозможување на навремена вакцинација на граѓаните на Република Македонија и на медицинскиот персонал сносат одговорност за бројот на жртвите од пандемијата, кој што сигурно би бил значително помал ако премиерот и министерот за здравство навремено обезбедеа здравствена заштита за населението. Плюс тука морам да ги надодадам и оние најавени казни за тоа што
Имаше и допис од Министерството за внатрешни дека оние забрани за движење во полициски час важат за луѓето кои што сакаат да идат да се вакцинираат во Србија, па чекаат да дојде 5 часот изутрина па да тргнат на пат. За разлика од тоа, имавме еден друг случај каде што премиерот Заев лично се јавувал на граница во време на полициски час да бидат пропуштени возила, нели, за да можеле да се вратат дома. Кои се тие двојни аршини? Па гледам дека во однесувањето на премиерот Заев тие двојни аршини се начинот и тоа на така функционирање. Заврши приказната, да, остана. Затоа мислам дека постојат и одредени записници и белешки, во некое позгодно време може да се ревидира и тој случај, да се види, затоа што недозволиво е вие како премиер или на било која позиција да сте, да наложувате кој возила смеат, а кој возила не смеат да се пропуштаат на граничен премин. Тоа остава впечаток дека вие, ако може да одлучите кој човек или возило може да влезе или излезе, тога значи вие како премиер може да одлучите и кој камион или шлепер може да влезе или да излезе од државата без контрола, и тоа веќе создава впечаток на држава во кој што една личност одлучува за судбината на граѓаните или за судбината на одредена дозволена или недозволена трговија. А истовремено тоа сакам да потсетам колку беа арогантни изјавите на премиерот Заев, на министерот за здравство и на директорот на Заводот за статистика, кој што само до пред 2-3 недели се закануваа со затворски казни, со парични глоби, со кривични пријави за луѓето кои што имаа отпор во вакви услови да се спроведува попис. И ние гледавме дека секоја трета изјава на директорот на Заводот за статистика, Апостол Симевски, секоја втора изјава на премиерот или на министерот за здравство беше дека има услови за попис, дека се ќе биде во ред, протоколите ќе бидат испочитувани, дека не треба да се прави паника и драматизирање на пандемијата и бројките на заразени, и дека секој кој што ќе говори против спроведување на попис треба да е свесен дека ризикува да добие кривична пријава, да добие парична глоба, и се одеше на такво демонстрирање на сила кон сопствените граѓани кои што реално и објективно беа загрижени. И гледаме и ден денес, замислете, во овој месец во кој што разговараме, доколку се спроведуваше попис, ние ќе имавме уште поголем број на заразени и уште поголем број на за жал починати, како што гледаме дека и тоа се случува, а и самиот податок од Заводот на статистика покажа дека и пред 1 април од прилика 1/4 од потребните попишувачи не беа пријавени во Заводот за статистика, затоа што и самите тие како луѓе биле загрижени за околностите во кои што треба да влегуваат по домови и да спроведуваат оваа обемна операција која што го зголемува контактот и влегувањето во куќите и во становите на целото население и популација. Затоа сметам дека тоа се тие двојни аршини на премиерот. Во месец февруари вика попис ќе има, нема одлагање. Тие што бараат одлагање се антидржавни елементи, тие шират паника, тие шират дезинформации, шират лажни вести, за потоа самиот да каже дека се договоривме со лидерот на опозицијата, пописот се прекинува, нема да го има затоа што бројката на заразени е преголема, а истото важи и за министерот за здравство и за Караджовски, доктор Караджовски како претседател на комисијата за заразни болести, кој што мислам дека оваа комисија за жал ја стави во служба на политиката, наместо да ја стави во служба на заштита на здравјето на граѓаните. Кога сме веќе кај тие двојни аршини, еве да прашам, петиот пакет мерки за помош на стопанството, компаниите кои што се и граѓаните погодени од корона кризата, беше доставен во собрание, се уште не е изгласан, и тоа во период беше доставен кога се гласаше поддршка на владата на Зоран Заев. Да. Во тој пакет влезени се и платите за месец февруар и месец март. Законскиот рок за исплата платите за месец февруар е 15 март. Денеска сме 12 април. Директорката на УЈП имаше пресконференција на која што соопшти дека 8000 фирми и компании се уште немаат исплатена февруарска плата, бидејќи ги чекаат средствата кои што се ветени од владата. Тие компании секојдневно им тече камата од истата држава од која што се ветени парите. Моето мислење
Беше поважно да се спаси владата на Зоран Заев, да се покаже сила, зашто едноставно не се изгласа и овој пакет мерки? Да се помогне на граѓаните и на стопанството. Мислам дека власта смислено го направи тој потек, доколку владата беше сигурна дека може да го спроведе и да го исплати петиот пакет на мерки за економска помош, кој сметаме дека не е доволен, но сепак може делумно да облажи некои состојби. Владата можеше во истиот ден, кога се гласаше довербата за актуелната влада, наместо 3 часа расправа во собранието, да имаше 4 часа расправа во собранието и освен на дневен ред да биде гласањето на доверба, да го ставеа на дневен ред и гласањето за економскиот пакет на мерки. И тогаш ќе имавме уште во февруари месец изгласан пакет на мерки и стопанските субјекти ќе можеа да се надеваат на одредени субвенции. Но проценката наша е дека власта е свесна дека недоматинското располагање со буџетот, каде што гледаме дека многу повеќе пари се одгледуваат на некакви тајни хонорарци, на некои договори за дело по општини и слично, го доведува буџетот во една состојба на би рекол немање капацитет да одговори на барањата на стопанствениците. И владата смислено го одолговлекуваше гласањето на овој пакет мерки за да се пропуштат тие месеци додека не стигне некоја нова позајмица или некој нов кредит и задолжување, за да можат кога тоа ќе се изгласа да префрлат одредени средства кај стопанствениците, но повторно ќе кажам, се работи за погрешни приоритети на самата влада, бидејќи на нивно место одговорна влада би се откажала од безбројните и според мене непотребни хонорарци и илјадниците договорци за дело во општина Бутел, во град Скопје, во општина Прилеп, во Арачиново, во Штип, во Велес, Куманово и на други места, и наместо такви договорци на дело, тие средства би ги насочила кон стопанствениците за да може секој со својата стопанска активност да заштити барем едно работно место. Еве ги споменавте и тие хонорарци. Владата денеска ги објави имињата, 55 се, тоа е за овој период, меѓутоа тоа е процес што трае континуирано 4 години уназад. Не е само централната власт, тука и локалната власт. Има многу интересни имињата. Па гледаме дека владата на СДСМ го прави она што го правела во минатото. Тие што подолго време ги следат, еве да речем, политичките и медиумските, новинарските прилики, ќе се сетат дека пред извесен број на години, кога СДСМ беше на власт, тогаш мислам дека премиер на владата беше професорот Бучковски, се појави еден случај, така наречениот случај Фабрика, во кој што владата издвоила посебен буџет за поголема група на новинари, кои што надвор од своето работно време и работни ангажмани беа задолжени да пишуваат позитивни вести за власта или негативни вести за политичките опоненти. Така и во овој случај со овие 55 до вчера скриени хонорарци и оној голем дел на хонорарни соработници на град Скопје и на многу други општини, само покажува дека власта сака да постигне две цели. Прво, преку ваквиот ангажман да создаде една армија која што во медиумскиот простор и во просторот на социјалните мрежи ќе создава перцепција дека власта е добра, дека блескаме, дека нема алтернатива, дека се движиме кон ЕУ, дека секој проблем знаат да го релативизираат, има таква задача, без разлика дали е скандал од мафија или немањето вакцини, или скандалот со заплена на дрога и случувањето во МВР Прилеп, а од друга страна преку ваквите ангажмани да вдомат и финансиски да им помогнат на некои нивни партиски активисти и членови, како што успеав да видам во списокот на тие до вчера таинствени хонорарци ангажирани по некои агенции за авторски права, се наоѓа и сестрата
на пратеничката од СДСМ од Тетово, ангажирана како хонорарец во владата за некакви така наречени анализи. Се наоѓа и еден роднина, можеби му е син, на Самка Ибримовски, коалиционен партнер во власта. Се наоѓа и еден така наречен невладин активист, господинот Сарачини, кој што добивал месечно добри хонорари надвор од она што го добива како плата на неговото работно место, и гледаме дека овие средства владата ги користи за корумпирање на невладини организации кои што со добивањето на средства од владата веќе стануваат провладини организации. И во Македонија вие за жал се доведуваме ние во еден парадокс, веќе нема невладин сектор, туку има провладин сектор кој што действува под параванот на некакви независни граѓански здруженија платени со пари од владата, и владата си одбира новинари и луѓе кои што треба за неа да шират позитивни вести и да создаваат перцепција. Значи власта со трошењето на овие средства не се бори да го смени системот, да ги реши проблемите и да оствари некои нови проекти корисни за сите граѓани, туку се бори како пред граѓаните на еден перфиден начин да представи слика со розови очила која што треба да биде доловена од ваквите хонорарци кои што пишуваат по одредени медиуми или се активни на социјалните мрежи или во слободно време се представуваат како аналитичари на некои телевизиски емисии или на некои дебатни емисии. И затоа сметам дека ова е злоупотреба на парите на даночните обврзници, кои што пари не се мали и би можеле на многу посоодветен начин овие средства за хонорарци во општините, во градот Скопје и во владата да бидат употребени за помош на стопанството и за помош на здравствените работници. Ти благодарам, Антонија, за одвоеното време. Ви беше чест и задоволство што беше наш гостин вечерова. Благодарам многу и поздрав уште една за вашата публика. Ти благодарам. Тоа беше најновото издание на емисијата Филибастер. Денеска е 12 април 2021 година. Тонската реализација на Мартина Константинова, техничката реализација на Димитар Гюраковски, главен и одговорен уредник Љупче Златев. Имајте убава вечер.